Добро вечер, почитувани гледачи. Ова е анализата на 24 вести. Јас сум Богданка Кузеска. Вечерва ќе разговараме за иницијативата на партијата Достоинство, која вчера председателот на Собранието Трајко Велјановски ја отфрли. Имено станува збор за иницијативата за референдум по 4 прашања кои што ги бара Достоинство, а тоа е територијалната поделба, изјаснување на граѓаните за автентичното толкување на законот за амнистија, дали поранешните припадници на ОНА може да добијат и треба да добијат посебни права утврдени со закон како едно од прашањата во референдумот, и исто така дали припадниците на ОНА можат да вршат јавни функции во Република Македонија. Мој вечерашен гостин е Благоја Марковски, токму од Достоинство, со кого ќе разговараме повеќе за ова иницијатива на партијата и секако како оваа партија го толкува отфрлањето од страна на председател на Собранието Велјановски, кој кажа дека ова иницијатива е пред се безпредметна и надвор од законот. Како увод во вечерашната анализа, одиме со прилогот на колегата Сијата Ризвановиќ и после се враќаме во студиото. Председателот на Собранието Трајко Велјановски ја одби иницијативата за референдум на лидерот на Достоинство Стојанче Ангелов. Од кабинетот на Велјановски велат дека сите 4 референдумски иницијативи се спротивни на законот за референдум и затоа за Собранието се безпредметни. Во законот точно стои дека референдум не може да се распише за прашања за кои Собранието одлучува со мнозинство гласови од присутните пратеници. Ангелов пак, незадоволен од одговорот, вели дека председателот на Собранието нема право иницијативата да ја прогласи за безпредметна, туку според законот мора да ја стави на првата наредна седница на Собранието. Само да го подсетиме председателот Велјановски да го прочита на законот за референдум, верувам дека покри приватните обврски ќе најде 5 минути за законот за референдум, да го прочита членот 67, во кој што пишува кога председателот на Собранието ќе утврди дека иницијативата е уредна, во рок од 3 дена за тоа ќе го извести овластениот предлагач. Доколку председателот утврди дека иницијативата не е уредна, прашањето во врска со иницијативата го става на дневен ред на првата наредна седница на Собранието. Во иницијативата до Собранието на Достоинство се бара спроведување на референдум за 4 прашања: законот за амнестија, територијалната организација, правото на вршење јавни функции и правото на одштета на ветераните на ОНА. Од Собранието го обвини Ангелов дека бил свесен за неуставноста на иницијативата и затоа барал мислење од Уставниот суд, додека лидерот на Достоинство одговара дека се уште чека одговор од судот, од кого пред месец дена побарал мислење за да потврди дека референдумот за 4 прашања е согласно Уставот. Да, беше тоа прилогот на колегата Сијата Ризвановиќ. Господине Марковски, слушнавме објаснувањето од страна на Собранието кое е за отфрлање на иницијативата. Како го толкувате тој одговор? Прво да ве поправам, извинете што морам така Слободно да реагирам, не е ова изјаснување на Собранието, туку на председателот на Собранието. За жал, ние очекувавме изјаснување на Собранието, што не го дочекавме и веројатно нема да го дочекаме. Имено и поаѓајќи од законот за референдум, но и имајќи го предвид и деловникот на Собранието на Република Македонија, кога било кој граѓанин во Република Македонија, здружение, невладина организација, вон парламентарна партија, ќе поднесат иницијатива за било кое референдумско прашање, постои определена процедура, а тоа значи дека во рамките од 3 дена председателот на Собранието треба да го прифати, да ја прифати иницијативата, да ја достави истата до законодавно-правната комисија и матичното тело кој ќе го разгледува тоа прашање соодветно на проблематиката на комисијата. По 2 дена тие треба да му одговорат дали иницијативата е уредна, но не предметна или безпредметна, значи уредна, тука мора да водиме сметка. И врз основа на тоа председателот на Собранието, значи врз основа на мислењето на овие комисии, треба да одговори до поднесувачот на иницијативата дали е таа уредна. Ако е уредна, продолжува постапката за организација на референдумот. Ако не е уредна, значи во рамките на 3 дена мора да одговори. Ако не е уредна, таа иницијатива ја става на првата наредна седница на Собранието, но не подолго од 15 дена од
заклучокот дали е таа уредна, односно не е уредна, и собранието со одлука се изјаснува дали иницијативата е уредна. Тоа е конечната одлука врз основа на која председателот на собранието може да го извести поднесувачот на иницијативата дека таа иницијатива е неуредна и да поднесувачот си презема понатамошни мерки. Доколку е уредна, значи он не ја поставува таа иницијатива на собранието и веднаш во рок од 3 дена го известува иницијаторот. Во овој случај председателот на собранието, немам јас до овој момент информации дали ја има информирано законодавно-правната комисија и матичното тело кои требале да го расправат ова, но очигледно он во свое име му одговара на иницијаторот на достоинство дека оваа иницијатива е безпредметна, дури не наведува дека таа е неуредна и со тоа фактички целата одговорност за натамошната постапка ја презема на себе. Може да се каже дека од една страна на некој начин председателот на една арогантна постапка одговара на една ваква иницијатива која има национален интерес и која кога тогаш ќе мора да се отвори како прашање кое Република Македонија ќе мора да го разгледува, бидејќи станува збор за многу суптилни, сензитивни теми, 4 прашања, од кои 3 се меѓусебно поврзани, се однесуваат на меѓунационалните односи, на изградбата на тамошниот соживот во Република Македонија. Овие референдумски прашања не се против албанците, туку се против определени представници на вооружените групации од 2001 година, а референдумското прашање пак е од интерес за сите во Република Македонија, што потврдува и фактот дека при собирањето на иницијалните подписи во Кичево имавме потпишување и на македонци од албанско етничко потекло. Зошто смитате дека Велјановски ја утврли иницијативата? Без при тоа да влезе воопшто во собранието и да се расправа за неја? Па немаме воопшто некои предпоставки зошто вака се случува, освен предпоставката дека искажува еден арогантен однос од позиција на сила, на власт и од аспект на тоа дека он е подготвен да ја преземе сета одговорност за ваквиот начин на однесување. Јас само сакам да потсетам оно што и председателот на достоинство вчера го изјави, дека во член 67 став 3 од законот за референдум е предвидено председателот таа иницијатива да ја прогласи уредна или неуредна врз основа на одлука на собранието. Во деловникот на собранието на Република Македонија, член 191, во главата постапка по граѓанска иницијатива на државно ниво, е многу прецизно уредено дека председател на собранието по добивањето на предлогот за покренување на граѓанска иницијатива ја доставува иницијативата до тоа законодавно-правната комисија и до председателот на матичното работно тело, а во член 192 се вели дека ако председател на собранието утврди дека иницијативата е уредна, затоа го известува властениот предлагач, ако утврди дека иницијативата не е уредна, односно не е он, туку комисијата и едната и другата, тогаш се става на собрание. Значи, некое посебно оправдување или наше образложение зошто вака постапи надвор од законот, очигледно надвор од законот, надвор од постапките по граѓанска иницијатива на државно ниво, што е регулирано со деловникот на собранието на Република Македонија со член 191 и член 192, нема никакво објаснување. Дали може би избегнувањето на иницијативата на достоинство да влезе во собрание и токму поради вашата коалиција со опозицијата? Затоа што ако земеме во предвид, достоинство е вон парламентарна партија
Па да речеме вака грубо кажано, лесно би се излегло на крај со вашата иницијатива. Но дали може би коалицијата со партијата, вие очекувавте дека ќе имате помош од опозицијата внатре во собранието? Прво да расчистиме неколку работи во врска со односот на достоинство со другите политички партии во Република Македонија. Значи, пред локалните избори достоинство направи коалиција широка коалиција предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Таа коалиција ја имаше функцијата за локалните избори во Република Македонија. Ние и понатаму одржуваме определени контакти со сите политички партии од таа коалиција, но коалиција на опозиција и коалиција на вонпарламентарна партија со опозицијата не е исто што и коалиција внатре во власта, каде што секојдневно може да се придонесува во остварувањето на власта. Значи, ние како вонпарламентарна политичка партија немаме други можности да го афирмираме својот став, да го представиме пред јавноста, да побараме поддршка од јавноста, освен на еден ваков начин. И овде е суштински карактеристично што ова наша иницијатива посакавме и се обидовме да ја направиме надпартиска. Всушност, достоинство беше организаторот, иницијаторот на оваа иницијатива, но веднаш ја прогласи дека тоа не е само иницијатива на достоинство, туку и беа повикани сите граѓани од сите партии. Секој може да се приклучи, да го даде својот придонес, па и со иницијалните потписи се докажа дека тоа не се само представници или членови на политичката партија Достоинство, туку и граѓаните на Република Македонија, поврзано пак со прашањето на законот за територијална организација на Република Македонија. Достоинство направи и една символика, потпишувањето на овие иницијални потписи кои секако можеа за сат-два да се соберат и овде во Скопје во некоја од општините, односно во подрачните оделенија на Државната изборна комисија. Тоа го направи во подрачните оделенија на Државната изборна комисија во Кичево и Струга. И таму одзивот, посебно во Кичево, беше над очекувањата, така што ние моравме уште првиот ден да ги затвориме списоците таму. Ајде, претходно кажав, вонпарламентарна партија со чија иницијатива мнозинство лесно би излегло на крај. Но колку е да видиме баш така на терен ситуацијата? За колку потписи станува збор? Колку вие таму каде што ги собиравте потписите не идовте на поддршка и заинтересираност токму да биде помогната вашата иницијатива? Ајде само уште еден момент да го допојасниме овој проблем, па ќе ви одговорам на ова прашање. Ние сме свесни како Достоинство дека во овој момент ваквата иницијатива тешко може да пројде во Собранието на Република Македонија од едноставна причина што Законот за референдум и Законот за територијална организација се така конструирани да било кој тешко може однадвор, вонпарламентарно, да издействува нивна промена. Поаѓајќи од фактот дека посебно Законот за територијална организација Законот за референдум е посебно чувствителен во неговиот член 28, каде што во првиот и во третиот став се вели, односно се дава условеност кои прашања не можат да бидат ставени на референдум. Ние сметаме во консултација со Уставот на Република Македонија и секако имајќи ги во предвид сугестиите што ги добивавме во соработката со врвни експерти од Република Македонија, па би рекол и од странство, дека за да се покрене една ваква иницијатива, претходно е потребно да се дојде до измени во овој закон за референдум, односно членот 28, да го пообјаснам, во првиот став вели дека референдум на државно ниво не може да се распише за прашања што се однесуваат на буџетот на Република Македонија и завршната сметка,
јавните давачки, резервите, изборите, именувањата, разрешувањата и амнестијата. И во третиот став вели сите оние прашања кои се донесуваат, сите оние законски проекти кои се донесуваат со двотретинско мнозинство и при тоа е потребно и Бадентеровото правило, не можат да бидат изменети, односно за нив не може да се покрене иницијатива за референдум, односно не може да се спроведе референдум. Заради тоа, ние овој закон, односно член 28 од Законот за референдум, претходно го оспоривме пред Уставниот суд негде на почетокот на април и имајќи во предвид деловникот и начинот на работата на Уставниот суд, каде што се вели дека определени прашања кои ја засегаат слободата и правата на граѓаните имаат приоритет во разгледувањето на Уставниот суд и разрешувањето на таа дилема. Очекувавме дека во овој период до поднесувањето на оваа иницијатива ќе се огласи Уставниот суд, ако ништо друго ќе започне расправата по ова наша иницијатива за оспорување на членот 28 од Законот за референдум и дека ќе го оспори овој член за да може понатаму да се действува. Како тоа не дојде до моментот на собирање на иницијалните потписи, ние продолживме со нашата активност, очекувајќи дека во меѓувреме Уставниот суд ќе даде своја иницијатива за решавање на проблемот и исто така и по собирањето на овие иницијални потписи во очекување дека председател на собранието ќе постапи согласно членот 191 и 192 од деловникот на собранието на Република Македонија, каде што има простор од 15 до 30 дена, дека дотогаш Уставниот суд ќе донесе одлука која апсолутно нема никаков сомнеж дека не може да биде во спротивност со нашата иницијатива, односно дека ќе го поништи член 28 од Законот за референдум и ќе се создаде таа можност за понатамошна постапка со нашите 4 иницијативи. Сега да се вратам на до тоа за жал не дојде до овој момент, меѓутоа ако се постапуваше согласно член 191 и 192, значи има уште 15 дена, веројатно Уставниот суд ќе дадеше свое размислување во врска со ова. И сега да се вратиме на вашето прашање, подсетете ме поблиску. Заинтересираноста на народот за поддршка на вашата иницијатива, значи силата на достоинство на терен. Бидејќи претходно кажавме дека е вон парламентарна партија, но сепак како е на терен ситуацијата? Значи, напоменав дека ние сакавме оваа иницијатива да биде надпартиска, односно да добие масовност во смисла на оправдување на една ваква иницијатива и во смисла на поддршка со давањето претходно на иницијалните потписи, а потоа и на собирањето на 150.000 потписи. Не сакам да бидам некаков хроничар кој ги затајува некои работи, па во таа смисла сакам да кажам дека определени разговори ние имавме и со членови, но и со раководства на политичките партии во Република Македонија, пред се од Македонскиот блок, и имаше определени позитивни најави дека тие се согласни со една ваква иницијатива. На Македонија и е потребно да се разгледаат овие прашања и од некои политички субјекти добивме информации дека тие ќе му остават на членството само да се определува дали ќе ги даде своите потписи или не. Од некои други политички партии добивме исто така размислувања дека тие дури и ќе ги стимулираат своите членови да ни ја дадат својата поддршка. Трети пак политички партии ни рекоа ако не успеете на овој начин, дајте да работиме заеднички, зборувам за политички партии од собранието, дајте да работиме понатаму, па да видиме заедно со нас што можеме понатаму да направиме, дали во оваа смисла или во смисла на иницирање на некои нови законски проекти,
во однос на тоа измени и дополнување на постоечките закони или донесување на нови законски решенија. Но за мене е многу охрабрувачки тоа што посебно преку социјалните мрежи имаме апсолутно над нашите очекувања интерес кај граѓаните и не само од една, да кажам, етничка заедница, туку несомнено скоро од сите етнички заедници кои сакаат, ја поддржуваат оваа иницијатива и беа подготвени да ги дадат своите потписи во врска со собирањето на потребните 150.000 потписи за започнување на референдумот. И ние и ден денес сме убедени доколку се поправат работите, односно доколку председателот на собранието си постапи согласно со законот за референдум и деловникот на собранието, па собранието изгласа дека сепак се валидни овие иницијативи, дека во не рок од 90 дена, туку во пократок рок ќе ги собереме тие 150.000 потписи. Значи има широка поддршка меѓу народот, меѓу граѓаните во Република Македонија. Така да се вратиме на суштината на иницијативата. Во објаснувањето, во соопштението на председателот на собранието Велјановски стои дека во делот каде што се кажува дека иницијативата е незаконска, дека некои работи, значи поточно оние што се донесени со парламентарно мнозинство не подлежат на референдум, не може да бидат дел од референдумско прашање. Исто така се зборува дека амнестијата, значи, не може да биде исто да биде референдумско прашање. Дали се согласувате вие со ова, ако земеме во предвид дека законот за автентично толкување на амнестијата затвори судски процеси кои што дел од нив беа во тек? И тоа политички. На политички начин. Со парламентарно мнозинство. Да. Значи, ние не сме толку наивни и навистина во поведувањето на оваа иницијатива консултиравме пред се што е капацитет натре во политичката партија Достоинство, но и определени консултации имавме со експерти кои ни потврдија она што ние на нашите работни комисии го утврдивме, дека сите овие прашања може да бидат референдумски прашања. Факт е дека во овој момент, за што и претходно зборував, додека не се разреши проблемот од Уставниот суд во врска со можноста за поведување референдум, односно членот 28 од Законот за референдум, ова не може да се спроведе, но реков, ние очекувавме и се уште очекуваме дека многу брзо Уставниот суд ќе го даде својот став во врска со нашето барање да се поништи член 28 од Законот за референдум. Што се однесува пак до другите прашања, сметам дека ние имаме можност сето тоа да го реализираме не од аспект на тоа да се создадат дополнителни тензии внатре во Република Македонија, туку од аспект на расчистување на нешто што било минато и што ќе го ставиме во законски рамки, каде што навистина треба да се биде прецизен и да се донесе такво законско решение, што понатаму. Ние се наоѓаме сега во една пат позиција и во ситуација на меѓукоалициско препукување или притисоци внатре во власта, во коалицијата на власта, доаѓаме до предлагања и, за жал, донесување на законски решенија кои апсолутно не одговараат на реалноста во Република Македонија. Од тука се создава и проблем на разбирање на таквите акти на собранието, односно на законодавниот дом, но истовремено се создава атмосфера на недоверба меѓу граѓаните во Република Македонија, па јас би рекол Македонија доаѓа во една ситуација каде што се создаваат услови за нарушување на безбедноста и севкупното живење во Република Македонија. Од тој аспект, значи, овие прашања навистина треба да добијат свое соодветно
толкување и свое соодветно законско решение. Она што сметам дека најголем отпор би било е прашањето, не знам по кој реден број, е дали припадниците, поранишните припадници на ОНА можат да вршат јавни функции во Република Македонија. Достоинство исто така се спротистави на одлуката министерот Талат Џафери да биде поставен на тоа место на кое што е сега, министер за одбрана. И ве поминаа неколку месеци од неговото поставување. Дали сметате дека беше оправдан вашиот отпор кон именувањето? Како досега се покажа работата на Талат Џафери како министер за одбрана? Што забележавте досега во неговото функционирање? Нешто што е надвор од законите, нешто што не го правеле другите министри за одбрана или само се продолжи можеби работата на претходниот министер за одбрана? Дозволете ми да направам една поширока елаборација како вовед во одговорот на ова прашање, затоа што и денес се поставува дилемата што ни се случи 2001 година, односно дали вооружените екстремистички групации на албанците се дигна против Република Македонија за остварување на поголеми права на албанците или пак тоа беше сосема нешто друго. Од денешен аспект гледано, би било будалаштина напросто да се тврди дека албанците до 2001 година ги има сите своји права како граѓани во Република Македонија, значи остварено сите своји права. Како исто што би било нонсенс да се тврди дека албанците исклучително тоа го направија, односно вооружените екстремистички групации 2001 година тоа го направија исклучително за остварување на правата на албанците. Јас ќе се обидам да се вратам накратко од осамостојувањето на Република Македонија. Очигледно, уште во тие почетни години од 1991 година постоеше проблемот на незадоволството на албанците во Република Македонија и 1992 година веќе сериозно се разговара за правата на албанската етничка заедница во Република Македонија, односно под покровителство на тогаш Европската заедница, сега Европска унија, преку дипломатот, германскиот дипломат Герт Аренс, кој во тоа време беше амбасадор на ОПСЕ, се поставуваат почетните елементи или се трасира почетниот елан и кај македонците и кај албанците да се разреши прашањето со правата на албанците во Република Македонија. И така на 16 јуни го имаме првиот состанок, која инциденција исто така во Охрид, значи 16 јуни 1992 година, каде што од страна на македонските власти присуствуваат амбасадорот Тошевски и професорот Поповски, од страна на албанците на единствената тогаш политичка партија ПДП, нивниот председател, и се договараат и фактички на 17 јуни, кога повторно се среќаваат, тие ги избиструваат, да така кажам, скоро 80% од прашањата кои денес ги имаме регулирано со Охридскиот договор. Но се случува нешто што подеднакво се виновни или подеднакво не се виновни и македонците и албанците. Само неколку дена после ова, тогаш Европската заедница одлучува Република Македонија да не може да биде признаена како самостојен државен субјект, односно како самостојна држава, под името во кое ќе го има терминот Македонија. И фактички со тоа проблемот на Република Македонија се зголемува, односно овој проблем на разговорите меѓу македонците и албанците постанува ефемерен, се појавува многу посериозен проблем, каде што владата месец дена подоцна во јули во Брисел со своите представници веќе не е подготвена да разговара за овие прашања, туку приоритет и се прашањето дали Република Македонија ќе биде призната како Македонија или пак под некоја друга
под некое друго име. Истовремено пак од страна на албанците 93 година доаѓа до распаѓање на ПДП, од неа се одвојуваат Арбен Џафери со својата ДПА и фактички немаме единствен политички субјект, односно нема единство меѓу албанците кои понатаму би разговарале на ова прашање. Да ве подсетам дека 91 година, односно претходно, на почетокот на распадот на Југославија се формира еден албански совет на сите политички партии на албанците во поранешна Југославија, чија основна идеја е формирање на голема Албанија. И 93 година исто така доаѓа до формирањето на Косовската ОВК во Стубичке Топлице во Хрватска, каде што на ова собрание на сите албанци од поранешна Југославија присуствуваат и представници од Македонија. Значи, сакам да кажам, албанците се растргнати меѓу тоа како да си ги остварат и да бидат лојални во Република Македонија, како да си ги остварат своите права и со идејата за формирање на голема Албанија. И веќе имаме 95 година, почетокот на војната во Босна и Херцеговина, каде што и меѓународната заедница и тогаш Европската заедница се фокусираат на тој проблем. Македонија си заостанува со сето тоа и проблемот останува да тлее. Но, со добивањето на Асоциацијата на Република Македонија за членство во Европската Унија, ние во секој случај ќе моравме да го разрешиме овај проблем. Значи, на Македонија не и беше неопходен војниот конфликт за да се решат проблемите на албанците, туку тоа ќе мораше да се реши на еден сосема демократски начин и при тоа да ги задоволи сите тие демократски процеси кои ги бара Европската Унија за да се постане нејзина членка. Од тука апсолутно не сум согласен, а и документите тоа го потврдуваат дека вооружените екстремистички групации во Република Македонија се бореа за правата на албанците, а тоа го потврдуваме и со фактот дека и јас како македонец и не знам било кој албанец како припадник на Република Македонија воопшто не живееме подобро и немаме некои поголеми права во однос на 2001 година, туку напротив живееме полошо, а само некои определени елитистички групации си го искористија тој момент за да седнат во државните фотељи и да си ги остваруваат своите лични интереси. Не случајно, во врска со тоа, и 2002 година, кога беше донесен законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили и нивните семејства, овие структури се нарекуваат сакам да бидам прецизен, па ќе се послужам со ставот 2 од членот 2 од став 1, во кој вели законодавецот дефинира дека припадник на безбедносните сили е лице кое организирано учествувало во одбрана на независноста, територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија и, пазете, во спречување на насилно уривање на демократските институции утврдени со Уставот на Република Македонија. Значи, законот го дефинира дека овие вооружени групации на албанците во 2001 година се дигнале со пушка да го спречуваат и насилно да го уриваат демократските институции утврдени со Уставот на Република Македонија. Значи, ние како достоинство не измисливме ништо ново, току се повикавме на тоа, бидејќи целата оваа приказна што ја имав како вовед зборува дека апсолутно тоа не бил воен конфликт за остварување на поголеми права, туку исклучително за остварување некои цели кои се надвор од дострелот за поголеми права на албанците во Република Македонија. Од тука не може да се поистовети припадникот на безбедносните сили и припадникот на вооружените екстремистички групации кои
со оружје сакале да го срушат, да ги срушат институциите утврдени со Уставот на Република Македонија. Да, но тоа е објаснувањето околу статусот, значи на поранишните борци на ОНА, поточно значи дали тоа е основната идеја. Дали треба да добијат посебни потреби? Ве разбирам, значи моето прашање беше и околу работата на министерот Ала Џафери, кој што исто така е поранешен припадник на ОНА. Дали во досегашното работење сте забележале нешто што сметате дека не треба да го направи министер за одбрана? Имавме, да ве потсетамете, исто како Фатмир Бесими, претходно неговиот претходник, имавме положување на цвеќе, но овај пат министерот Џафери не го направи како министер за одбрана со униформирани лица како што беше минатата година, како што имавме можност да го видиме тоа, туку го направи како владин представник, поточно дел од ДУИ. Значи, има две работи овде во врска со актуелниот министер за одбрана. Прво, тој го носи бремето на припадник и командант на вооружените екстремистички групации од 2001 година. Може да се стави под сомнеж и денес неговата лојалност кон Република Македонија, кога веќе еднаш дезертирал од армијата, ја издал армијата, дезертирал непосредно после настаните на Вејце 28 април 2001 година, каде што во заседа беа убиени и на крвнички начин и сакатени 8 припадници на безбедносните сили во Република Македонија, но истовремено, значи, он како командант на таа, да е така наречеме 116-та бригада на ОНА, ги организирал акциите против безбедносните структури во Република Македонија, на истите тие безбедносни структури на кои сега е фактички министер за одбрана. Не гледаме дека тоа бреме на неговото минато може да биде прифатено од страна на припадниците на армијата и секако вработените во Министерството за одбрана, и сметаме дека тоа ќе има определени потешкоти во организацијата на работата на Министерството за одбрана. Ако ја следиме неговата активност од поставувањето за министер за одбрана до денес, јас како човек кој ги анализира овие состојби во сферата на безбедност и одбраната, можам да забележам дека тој исклучително се посочи на активности кои во овој момент се блиски до него и до неговата идеологија, односно пред се воспоставува односи и соработка, посети, приеми во непосредното соседство со Косово и Албанија и со Република Турција, додека поширока некоја лепеза на активности не остварува. Дури без оглед на оправдувањата дека бил болен, кога беа представниците на Министерството за одбрана на Република Србија гости во Република Македонија, тој не се појави, ниту Министерство за одбрана даде благовремено објаснување зошто тоа така се случи. Подоцна разбравме дека наводно бил болен и оперирано слепо црево, но ако беше сето тоа така нормално, тогаш навистина ние требаше да посебно во смисла на чувствителноста на неговата позиција, како е поставен и кој бил претходно, требаше истовремено и да добиеме информација зошто и министерот за одбрана на Република Македонија не ги прими овие високи воени гости. Од тука сметам дека неговите постапки веројатно и понатаму ќе бидат во насока на ова што може да му даде по конкретен резултат во брзо време, а тоа пак ќе се одрази во смисла на широко воспоставување на една соработка со поголем круг на земји, повлијателни земји и земји кои можат да дадат определен придонес за развојот на Република Македонија, односно за развојот на безбедноста на Република Македонија. Господине Марковски, вие кажавте дека иницијативата не е насочена кон сите албанци во Македонија, дека е насочена значи кон одредени луѓе, поточно кон поранешните припадници на Ослободителната народна армија ОНА.
Сметате ли дека можеби ваквата една иницијатива, посебно отворена во собрание со дискусија помеѓу пратениците, може да доведе до некакви тензии надвор од парламентот? Значи, ова е прашање кое тлее и кое во моментов се става под тепих и никој не се осудува да го стави на јавна дебата, да поразговараме, да ги донесеме правите оценки што ни се случи 2001 година и врз основа на тоа да кажеме да, тоа е така, го прифаќаме како такво и врз основа на тоа идеме понатаму, односно донесуваме насоки за понатамашниот развој на Република Македонија. Да се извинувам, и вака нерешени често се користат овие работи по периодично, баш токму ради тоа што не се решени, периодично се користат за префрлање или користење на политички поени, па и етнички тензии. Апсолутно сум согласен и со оваа дополнителна ваша констатација. Тие се добредојдени во некои кризни моменти каде што не може да се даде одговор за определени економски проблеми, пред се од сферата на економијата, социјалата и така натаму. И не е тоа само наша измислица, такви можности си бараат и многу други власти во помалку развиените земји, кога немаат одговор за определени прашања, чуваат вакви дежурни прашања каде што ќе го занимаваат граѓанството во натамошниот тек да заборави на актуелните проблеми. Но апсолутно сум јас убеден дека ова не води кон напредок на Република Македонија и ние навистина мора да ги ставиме на дневен ред овие прашања, да сосема отворено продискутираме, да дојдеме до определени заклучоци и врз основа на тоа да го трасираме натамошниот развој на меѓунационалните односи во Република Македонија. Да не заборавиме дека Република Македонија не ја чинат само етничките заедници на македонците и албанците, туку има и други етнички заедници кои исто така со ставањето, односно одложувањето на овој проблем се ставаат во подредена позиција или пак не им се дава можност и тие да дадат придонес во разрешувањето на овие прашања. Мислам дека Македонија кога тогаш мора да се соочи со овој проблем и само со разрешени прашања од минатото можеме да идеме напред. Јас ви благодарам што бевте гостин во вечерашната анализа. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи. Останете и понатаму со нас. Следува Дневникот во 22 часот. Пријатно!